Имаше колешка која што сега она доаѓаше првите неколку пати на Вардариште, која што дури решија со незиниот сопруг да земат одмор на 10 дена да отидат, затоа имаше многу последици по своето, особено бели дробови. Беше на неколку испитувања, докторите всушност рекле дека тоа е последица од загадувањето. Дури дел од тие кои што протестираат велат дека отворено размислуваат и за тужба кон владата. Првиот човек на владата излезе и кажа дека параметрите не се алармантни, особено кога се случи пожарот во Трубарево. На тој влез кај што е рампата, фактички, тука бевме у преговори за да не пушта ни дозвола да влеземе до депонијата да видиме каде е фактички отпадот и све што се случува таму, па дур преговаравме и направија мало шоу, го пуштија дронот вертикално и го спуштија одма за 5 минути, као деме, гледате. Го нагледуваме Вардариште, све е под контрола. У принцип, после таа точка таму, отидовме да видиме кај живеат тие 200 луѓе на депонијата и фактички свативме дека има у принцип многу влезови, односно начини да пристапиш на Вардариште. Дури да го фрлиш отпадот. Пошто тие патролони што ги прават, мислам дека не се многу ефикасни.